Добро вечер и добре дојдовте во петочниот аргумент плюс на телевизија 24. Во него ќе разговараме за актуелни ракометни теми. Машката репрезентација на Македонија пред 5 дена го обезбеди 10-тото учество 8 во низа на светските првенства. Македонскиот Суперлига Шохрид во недела од 17 часот и гостува на унгарската Табања во првиот надпревар од финалниот двомеч во Европскиот куп на ЕХФ. И конечно на 30 мај со надпреварите од 10-тото коло на плейофот ќе заврши Македонската ракометна Суперлига. На овие теми ќе разговараме со поранешниот репрезентативец на Македонија Горан Ѓоргоновски, добар познавач на ракометните прилики кај нас и во европски рамки. Горан, добро вечер. Добро вечер, Зоки, до вас и до гледачите кои што не следат во моментов. Благодарам што ја прифативте поканата, верувам интересни теми. Така е, секојаш актуелни нашиот спорт. Она првото што го кажав, значи во неделата Македонија ја демолира Словачка во вистинска смисла на зборот и со вкупни 24 разлика, ако не се лажам, најубедлива победа во баражите, да. Па еве веднаш на почетокот твое видување на тие две средби, ја веднаш ќе надополнам со прашањето кого добивме од овие два надпревара, мислам на во играчка смисла. Так. Добро, Словачка очекувано Македонија се пласираше на уште едно светско првенство, како што кажа ти 10-то со ред. И мора да кажеме дека Македонија и со оној минат труд што го има пласман на претходното европско, но и со пласман на самото европско, беше во барабанот кој што го посакувавме, доби противник по мерка и повеќе од тоа, можеби. Иако Словачка вака гледано и како држава и како се не заостанува, ракометно во моментов е во една криза, пред се заради тоа што Татран Прешов како проект не е веќе актуелен како некојаш, но мора да признаеме дека Словачка кога била во најдобри денови, не била репрезентација која што може да се спротистави посериозно на селекција како Македонија, која што иако се подмладуваше последниве години, ве гледаме дека е во континуитет присутна на големите надпревари. Она што мене ме направи предпазлив пред бараж надпреварот со Словачка не беше силината на противникот, него она што ние можеме да си го направиме сами на себе. А тоа потекнува од случувањата кои што се случува пред се во Пелистер и Алкалуит како два столбови на оваа селекција, екипи од кои што доаѓаат најголем број, можеби најзначајни репрезентативци или дел од најзначајните репрезентативци. Знаеме со Пелистер што се случуваше, значи очекувани и неочекувани резултати, турбуленции, промена на тренери и тоа во серија. Алкалуит од друга страна прерана елиминација од Европа, тоа го зборувавме и во минатото, и ова што како факт се појави, а тоа е четвртата позиција после минатото годишниот успех во Европа, кај што исто така тука зборувавме за тој инцидент, да кажем, со АЕК, дојде во ситуација да биде четврти, де факто да биде последен во оваа наша лига од оние 4 екипи кои што се големи по буџет. За Суперлигата ќе зборуваме. Така, сакам да кажам дека атмосферата во овие два клубови, мислам дека те демантира пред се со сериозниот пристап. Значи затоа и го почнав, јас бев предпазлив, да не кажам се плашев, предпазлив заради тоа како тие играчи ќе дојдат, во која пред се психичка состојба, а знаеме дека и селекторот доаѓа од редовите на Алкалуит, уште на старт во разговори со луѓе ме убедуваа дека националниот тим е друга приказна, и она што го кажа сега ти пред малку, дека навистина националниот тим е друга приказна, и видовме една селекција која што е сериозно сплотена, сериозно мотивирана, иако можеме да кажеме на првиот дел забележав барем јас една доза на опуштеност во првиот дел, но тоа во никој случај не се одрази на резултатот пред се таму, а овде веќе беше тоа фестивал.
другиот дел на прашањето што ме праша што добивме, можам да кажам што евидентиравме дека Томовски со се што помина ова сезона во втората Бундеслига и влез во првата Бундеслига, беше сериозно стабилен, значи даваше една сериозна сигурност на голот. Потврди статусот на Кузмановски и на по мене Милан Лазаревски како еден од кој се врати по паузата. Кој што имаш исто така повреда на рамото од јануари во играчки и тренажен процес, го потврди нивниот статус заедно со Томовски, можеме да кажеме Митев како перјаници на оваа селекција, значи сериозни надпревари одиграни, особено Лазаревски кој што игра и во два правци има сериозна улога и како крај видовме еден нов лик кој што беше на европското на поширок список, беше на тие подготвителни надпревари, но сега го видовме од прва минута, а тоа е Самуил Ристовски, младиот битолчанец кој што е роден 2006, кој што има сериозен габарит, кој што има во него голем капацитет и она што за мене за препастувачки е начинот на кој што тој игра, начинот на кој што се однесува, она доза на стабилност, неочекувано за негова возраст и неискуство што го има во националниот тим. Сега, дрепката за составот на групите е на 10 јуни. Така. Тогаш ќе може многу подобро да се разговара за евентуалните шанси, но е вака на прва. Дали дојде време во пракса да ја спроведеме изреката која вели: не се оди на големата сцена само за да се појавиш, туку и за да оставиш трага. Сме го разговарале, мислам дека и тука во ова студио мора луѓето да знаат дека пред се ова селекција е водена од човек кој што цел живот, значи, одел на победа, како и книгата негова, како што има секојаш на победа. И во никој случај Македонија ниту на претходните првенства, иако мора да бидеме реални дека се создаваше оваа селекција, сега дојде во момент кај што токму ради тоа. Така, дојде во ситуација кај што костурот на оваа селекција, а тоа е генерација 96-97, тука се Кузмановски, Лазаревски, Томовски, можеме ако ставиме Талевски тука, поддржани со неколку подмлади играчи, тука да не го заборавам и Велковски, поддржани со неколку играчи 2003, 2001 и 2003, веќе се доволно искусни за да го достигнат на следното европско и на следното светско и она европско, да го достигнат зенитот. Што значи зенитот за оваа селекција е прашање, ти спомнаш дрепката, секако дека игра улога во она што можеме да го очекуваме, но од друга страна видовме дека и на европско, кога играме против една Португалија, можеме да одиграме и на светско претходно со Унгарија. Така е, на супер високо ниво, но видовме следниот ден или следниот надпревар после 2 дена со Романија дека можеме да одиграме на начинот како што одиграме. Така да, ова селекција нема лидер од типот претходно што ја имаше, со врвен квалитет во однос на топ 10 играчи во Европа, но има еден сериозен колектив и сериозна хемија која што ја спомнав претходно во моментов. Она што мене може би не го спомнав во првиот дел, а е во контекст на тоа што ме праша кој е доменот до каде може да досегне ова селекција, според мене покрај тоа што ќе зависи колку ние ќе бидеме здрави, затоа што базенот не ни е така голем, ќе зависи од формата на Марко Митев. Марко Митев е исклучително важен играч во однос на тоа како и Филип Кузмановски ќе игра во напад, а мора да признаеме дека напаѓачки тие двајца се заедно со Лазаревски, значи ајде че уште еднаш се повторам, тие се оние што треба да го носат тимот во напад. Многу е важен заради играта на Кузмановски, затоа што Кузмановски, кога е во ситуација да биде среден бек со некој лев бек, класичен шутер или играч кој што не може да создаде ситуација, игра на друг начин и е многу понедоходовен во однос на ова. Тука да не го занемариме и Игор Ѓорѓиев, па и тука и Мартин Ивановски, ќе се појави уште некој, но мислам дека Марко Митев со своите 24 години на следното европско првенство веќе е на возраст кога треба да биде уште подобар. За жал, се извинувам, светско. За жал повредата. Горгоновски, на оваа тема ќе разговараме, така, има доста време, мора да побрзаме овие 3 сегменти
сигурен сум дека можеме час и половина да исполниме, но Така. за жал минутата Искрено само ќе кажам уште пола минута нешто, ја и бете и во она што го правам, да речам, што ми е мое хоби во пишењето колумни, постена превара со Словачка како никогаш досега не излегов, затоа што некако немаше што многу да се каже, се кажуваше резултатот и нашата доминација. Се надевам дека тоа е нешто показател кој што во на наредното европско светско ќе ни покаже дека сме направили уште еден исчекор и дека не е само една епизода кај што Словачка е начекавме во ситуација која што не треба. Така. Сега одиме со вториот сегмент. Како што кажав, македонскиот Суперлигаш Охрид внедела од 17 часот и гостува на унгарската Табања во првиот надпревар од финалниот двомеч на Европскиот куп на ЕХФ. Ракометарите на Охрид, предводени од тренерот Борис Роевич, сезонава во ова надпреварување ги совладаа своите противници просечно со 10 до 15 разлика, претрпеа само еден пораз од целје минимален во полуфиналето, па еве сега ќе биде интересно од еден стружанец да слушнеме какви се шансите на Охрид во двомечот со Татамања. Па добро, Охрид 10 години наназад веќе од како се појави на ракометната сцена со еден проект посериозен, последниве година-две веќе ова е влегува во еден навистина сегмент кој што верувам дека никој не го очекуваше. Гледаме тоа и по засилувањата за наредната година, ама гледаме и од минатите години кој се играше таму. Така да мора да кажам дека ова надпреварување кое што нели во претходно го знаевме како Челендж куп, сега е Европска лига, Европски куп на ЕХФ. Добро, како и да е најсилно последните години според мене со екипи, еве како што е финалистот Татабања, тука е Алкалуите бранител на трофеот. Да, а знаем и тоа е еден куриозитет кај што Македонија има можност да одбрани трофеј во Европски куп и тоа е секако дека е за пофалба, што се однесува до самиот надпревар. Гледајќи ги тимовите според буџет и според некаква историја, минат труд, Татабања можеме да му дадеме улогата на благ фаворит, значи еве за пошироката јавност, тоа е клуб кој што е константно на трета позиција, еве и годинава официјалниот трет позади Пик Сегет и Веспрем, има буџет од 3,5-4 милиони евра и тоа е државен проект. Еден од државните проекти на минатата власт. И уште една работа, извини, значи од 1982 година наваму 20 пати играле во тогашниот ЕХФ куп, а потоа Лига на Европа, која е наследник на... Значи второ по ранг надпреварување. А интересно, во ЕХФ Европскиот куп прв пат игра во третото. Тоа покажува дека значи искуството пред калибар на клуб кој што го има надминато овој куп, затоа што играл поише години во онај другиот поквалитетен куп. Сега, јас спомнав дека е државен проект, спомнав дека е проект на претходната гарнитура на власт која што веќе замина во Унгарија и тука е проблемот на овој клуб. Затоа што, откако нели има промена на власта во Унгарија и се што се случува таму, овој клуб веќе ја нема таа финансиска стабилност и тоа планирање за иднина како што го имаше претходно. Знаеме дека Орбан беше долги години на власт, инвестирани се над 600 милиони евра последните 10 години во ракомет, дали тоа даде резултат или не, тие ќе си направат проценка, но Татабања во голем дел средствата ги влечеше директно или индиректно преку државата. Сега тоа не е така и таму е присутна една нервоза во однос на дали ќе се продолжат договорите, дали играчите што имаат продолжени договори ќе се испочитуваат и така натаму и така натаму. Зошто го кажувам ова? Го кажувам ова затоа што е најавив Татабања како фаворит во однос на буџет и во однос на историја, па можеме да кажеме искуство, затоа што е искусна екипа на меѓународна сцена. Па и спомнавме дека нели имаат нели Серкежи е таму е Житников, еден сериозно профилиран играч. Само дозволи еве да им пренесам. Најзвучно име во ростерот е 36 годишниот руски ракометар Дмитрий Житников. Исто така романскиот интернационалец Григорас,
кој се врати оваа година во Тата Бања, откако играше претходно 17-тата и 19-тата, кога Тата Бања го постигна и најголемиот успех, влезе во четвртфиналето на Европската лига. Тука и младиот Штрака, 22 годишен централен бек, кој е се поблиску до, би рекол, до првиот состав на унгарската репрезентација. Таму е и нашиот Филип Талевски, да не заборавиме. И на крај морам да споменам хрватскиот репрезентативец Јосип Шарац, кој за жал по доаѓањето во Тата Бања најпрвин се повреди, а потоа му беше диагностицирана акутна леукемија и тој сега ја има најголемата борба во својот живот и тоа во најзрелите играчки години. Така ајде да продолжам од аспект на овој двобој сега. Охрид во тој сегмент можеме сега да го ставиме дека е во најмала рака рамоправен, затоа што оние што биле во спортот, во професионалниот спорт, многу добро знаат што значи нестабилност на еден клуб, неизвестност во однос на иднината. Предпоставувам дека добар дел играчи таму имаат валидни договори, предпоставувам дека добар дел играчи не знаат дали ќе останат, не се најавува тоа што ќе следува и тоа не е за занемарување во овај момент. Сега, што се однесува до Охрид... Таму финансиските проблеми, очигледно, ги нема. Финансиските проблеми сега допарва че ги има, затоа што е многу рано. Знаеме, изборите беа пред месец-два, колку има, и тоа, за жал, политиката, колку и ние да не ја мешаме со спортот, таа е таа што обезбедува финанси, барем во земјите од овој дел на Европа. Еве веќе 6 засилувања за наредната сезона. Збориме, за Охрид, така е. Сега, од друга страна, Охрид има своји проблеми, двата леви бека и Петрич и Борозан се надвор, и не е тоа најголем проблем во однос на нивната улога како прва, како стартери, него е проблем во таа ротација која што треба. Тоа го видовме на надпреварот со Пелистер пред 2-3 дена, каде што видовме дека кога Анте не е во ситуација Иванковиќ да одигра, ти немаш алтернатива кој што може да отвори зона од надвор, а од друга страна видовме како Пелистер ги затвори условно кажано оние ниски играчи, продорни играчи како што е Сихура, како што е Стрмјан, така да Охрид има своји адути. Еден од најголемите сигурно е реваншот е во Охрид и тоа нема да биде, тоа не е за занемарување во овој куп кај што се играат два надпревари, нели? Така да не е тоа за занемарување. Не верувам дека сега некој ќе има драстични промени во однос на играта на Охрид, затоа што и времето е кратко, нели, задутре веќе се игра првиот надпревар, но се надевам дека Тата Бања немаше една показна вежба во однос на надпреварот со Пелистер како против нашиот Охрид. Како и да заврши овој надпревар, сите сакаме да нели повторно да дојде трофеот во Македонија. Охрид има успешна сезона, без разлика што можеби сега се малку и разочарани од она што се случуваше. Ќе го изгубат можеби второто место во Суперлигата. Така е, генерално и го изгубија, но мислам дека треба да бидат задоволни затоа што направија сериозен чекор, покажаа ова година, особено со триумфите над Пелистер, покажаа дека не се веќе изненадување, да ова е веќе сериозен тим кој што наредна година, еве како што спомна и ти, најавија 4-5 засилувања кои што се и финансиски захтевни и се дел од нив сериозни имиња во Европа, играле во сериозни лиги, така да ова е веќе сериозен проект кој што наредна година ќе оди на највисок пласман, буквално на највисок пласман. Останува да се надеваме дека ракометарите на Охрид ќе успеат да бидат подобри во финалниот двомеч и, како што кажа Ѓоргоновски, трофеот ќе остане во Македонија, Охрид ќе биде наследник на ракометарите на Алкалоид. Во последниот сегмент, збор 2 и за ракометната Суперлига, на 30 мај со надпреварите од 10-тото коло ќе биде спуштена завесата на првенството. Познато е дека Вардар е шампион, останува се уште теоретска шанса за Охрид да се врати на втората позиција.
пред Еврофарм Пелистер и Алкалоид на четвртото место. Тоа е таа голема четворка на македонскиот ракомет, како што ја имаше некогаш во југословенскиот фудбал, па еве Ѓоргоновски реков Вардар е шампион и одма ќе одам со прашањето во интерес на времето. Дали очекувавте дека поранешниот ракометар, трофеен и на Вардар, и европски шампион и со Келце еднаш, два пати со Вардар, веќе во првата сезона на клупата на црвено-црните ќе успее да го детронизира Пелистер? Види, ако кажам дека очекував, ќе биде неодговорно од моја страна, затоа што јас бев еден од тие под емоции дека не е нашиот Столе Стоилов доволно кадарен да ја води според управата на Вардар, а се носи играч кој што знаеме, е жива легенда на светскиот ракомет, но не е наш, не е македонец, дека се носи без или со минорно искуство во на тренерскиот занает, бев тој кој што не ми се допаѓаше, ајде да кажам, таа одлука. Но Иван Чупич, кој што знаеме дека ракометот го играше така како што го играше, пред се добро технички подкован, а второ и со сериозен карактер, го покажа тоа и овде во однос на селектирање. Мора да бидеме реални. По заминувањето, изненадното заминување на аргентинецот минатата година, значи кој што веќе го продолжи договорот, Иван Чупич беше ставен во ситуација на неселектирана екипа да води. Самата таа во декември ја дотера, условно кажано, некој си замина, некој дојде и сега веќе тој полека од наредна година ќе има екипа, условно кажано, по свој вкус. Така да Иван Чупич стратегиски покажа сериозна. Она што го дискутиравме во една друга прилика е дека тој нема и никогаш и нема да има проблем со наметнување авторитет, затоа што спомна и ти што има се позади себе, а и неговиот карактер, гледајќи го на терен, кога бил играч, покажа дека тој не дозволува да му биде загрозен истиот во никоја ситуација. Се гледа дека има респект од играчите према него, но и се гледа дека атмосферата што ја прави во тимот, кај што имате лидери во Лазаревски и Малус, па и Хорига, се гледа дека тој има сериозен авторитет над нив, иако тие се некој кој што, условно кажано, царуваат на терен. Така да тоа е многу важно за еден тренер, мимо онај занает тренерски, органски ракометен. И да не заборавиме на пласманот во четвртфиналето на Лигата на Европа. Тоа е супер голем успех, кој што за жал остана можеби ускратено еден голем Final Four, знаеме, Малус и Хорига не патува во Франција, се можеше да се случи, но тоа е уште една лекција за Вардар. Она што го зеде Вардар за наредна година исто така, иако мислам дека не е докомплетиран, особено на десната бековска позиција, е исто така и перспективно, но и во моментов со добар идентитет, значи особено хрватскиот репрезентативец кој што го најавуваат како новиот Лацковиќ, играч во два правци што игра, кој што очекувам наредни 2 години да експлодира во Вардар, буквално затоа што уште не го има достигнато својот Зенит. Да, тој е Леон Ливар. Така да, од тој аспект, Вардар дефинитивно се врати на таму кај што бевме навикнати да го гледаме последните 10 години, иако нема да му биде така лесно наредна година, имајќи предвид засилувањата кои што ги најави Охрид. Само да довршиме, значи резиме дека Вардар освои двојна круна, четвртфинале во Лигата на Европа, би рекол и достигнувања повеќе од очекуваното. Па за мене беше очекувано титулата се врати во Скопје, може би посакувано, ако кажам ќе биде премногу лично дека јас сум посакувал, но после 3 титули во Битола и Лига шампиони, може би за македонскиот ракомет беше потребна една промена да во Скопје се врати таа Лига шампиони, кажав, после неколку години. А од друга страна тоа ќе го стави можеби во ситуација секое лошо за добро е на Пелистер во однос на реформата што треба да ја направи, а која што е почна пред неодамна. Видовме со донесувањето на Лино Червар на чело на клубот, тренер кој што верувам дека сите го добро го познаваат во Македонија, тренер кој последниве години не работеше во ракометот, барем не официјално,
а знам дека премногу истражуваше, напише една книга во која што ги искажа своите ставови и за иднината на ракометот, но и за она што е важно за ракометот. Тоа е човек кој што е сериозно квалитетен прво како човек во однос на психичка подготовка, во однос на мотивација, нормално и ракометно, така да очекувам дека тоа ќе биде, не очекувам него, јас убеден сум дека тоа е добро за македонскиот ракомет. Говоревме и за Вардар и за Охрид дека ќе се засили. Дали алкалоид конечно ќе биде мешан производ, нема да остане само македонски? Големо прашање, она условно кажано една сериозна раскрсница, која што ја зборувам изминатата година и која што таму во клубот нели владее како една непознаница, едно да кажам ситуација која што тие не знаат народски кажано кој пат да го фатат, затоа што беше најавен како македонски проект, а сега гледаме дека на таков начин не можат да се борат за титули. А знаеме кој го води клубот спортски, знаеме кој стои позади финансиски клубот, тоа се ликови кои што се луѓе со сериозен идентитет во нашето општество, кои што во никој случај не се среќни да се гледаат на 4-то место. Сега ја пред некои 2-3 недели, може и месец дена, во една моја колумна напишав дека би сакал алкалоид да ги остави останатите да бидат најдобри, а тој да биде најкорисен. Ова го кажувам затоа што не сум среќен ако се реализира ова што се најавува, а тоа се уште 3-4 странски играчи, од кој што нашата репрезентација национална, како и да гледаме, ќе загуби, тоа е моје мислење, затоа што сите овие играчи кои што сега или грото, не намалувајќи го никако делот на Пелистер или на останатите, па и на Вардар, еве и Охрид има репрезентативец, на сепак овие играчи кои што се поддршка на Кузмановски, Лазаревски, Томовски, ги спомнавме претходно, се играчите како Марко Митев, Игор Ѓорѓиев, кои што добија одскочна даска таму да играат лани до финале, да освојат и така натаму. Така да тоа е друга тема, искрено нема да бидам среќен ако го видам алкалоид со уште 4-5 странци, особено што она што го покажа историјата на овој клуб, дека досега многу ретко погоди некој играч странец да биде вистински лидер на овој клуб. Значи, знаеме како кубанецот замина, знаеме како беше лани португалецот, како помина, еве го гледаме и исланџанецот како поминува, Борзаче, Пакистани, па кога ќе сумираме се, многу тешко погаѓа, или па се работи за мал буџет, или се работи за лоша проценка. Ова го кажувам затоа што реално и минатата година на домашен погон генерално алкалоид го постигна оној успех во Европа, а немаше и така екипи за подценување и минатата година. Така да искрено се надевам дека алкалоид ќе опстане на она што го постави како траса, иако е тотално легитимно и тој да трне по патот на овие останати три екипи, иако и во тој сегмент мора да направиме разграничување меѓу Вардар и Охрид и Пелистер, кој што има се уште во своите редови 4-5, може би повеќе, не знам, 4-5 репрезентативци македонски кои што се сериозно активни, сериозно внесуваат квалитет во нашиот национален тим. Сакам да кажам, може се прави разлика меѓу нив, но тоа е неважно во моментов, сите тие ги условуваме условно како приватни проекти, приватни клубови, иако тоа во никој случај не може да бидат. Еден Вардар, еден Пелистер не може да биде приватен клуб, тоа е општествено нешто и треба да внимаваат сите тие во делот на носење на играчи и мерката, да кажем. Сега се надеваме и убеден сум дека што и да биде, дека овие 4 екипи следната година навистина ќе се борат за шампионската трка, дека ќе биде интересно, возбудливо, за разлика од оваа година, до година и до последното коло, некако сега. Значи, бонус сегмент, пошто знам дека имаш намера и желба ти е да кажеш збор 2 за настанот пред 2 дена во Подгорица, каде е подпишан договор за формирање на регионална ракометна лига. Па еве, повели, кој е твоето мислење за... Вие се, немајќи можност, веројатно, да ја видам поголемата слика, или не сакајќи
Јас навистина не ја разбирам потребата од регионална лига на нашите клубови и согласноста да бидат, пак викам, нека даде времето суд да видиме зошто е тоа добро. 3 надпреварувања во никој случај не се во оптек, тоа значи домашно првенство, регионална лига и Европа, а овие сите клубови че играат во Европа, кој повеќе, кој помалку. И во таа ситуација можеме да се доведеме во ситуација, да кажам, па и домашните клубови. Да нашите клубови од вториот ешалон, условно кажано, тоа се Прилеп, Бутел, Пролет, Тиквеш и така натаму, да останат без надпревари, младите играчи на овие екипи да останат без надпревари против ова голема четворка. Во моментов, пак ќе кажам, можеби не сум во можност да ја гледам големата слика, не ја гледам потребата, а се знае кој има најмногу потреба од ова, тоа е Партизан, затоа што во домашната лига тој не може да создаде тензија, не може да создаде ритам висок за она што го планираат тие за наредни 3-4 години, а гледаме начело со Рау што планираат. Од друга страна, Црна Гора е уште во полоша ситуација, тоа се екипи кои што се на ранг на Бутел и Пролет, кои што не ги омаловажувам, имам спомнато неколку пати, си имаат своја функција на давање шанса, одскочна даска, но не ја гледам во моментов јас идејата која е, ја гледам идејата која што дува од себе, но не ја гледам идејата на нашите клубови тоа да го прифатат ако излезат од домашната лига. Може би ќе ги предомисли пилот изданието кое ќе стартува во септември, така се останува значи, отворено. Дека нас во други времиња, кога Вардар беше супер доминантен или беа со Металург супер доминантни, знаеме таа сеха лига што ни донесе, ова е тотално друга ситуација, кај што ние имаме дури 4 сериозни екипи. Приказните од типот големи пазари, маркетинг, тоа за мене не пие вода во моментов. Ѓоргановски, голема благодарност за гостувањето во денешниот Аргумент Плюс. Ти посакувам се најдобро во натамошната работа и во проектот Ракомет за секое дете. Се надевам дека тој си тече камповите. Тој тера, да, камп 5-тиот камп е сега овај јули, здравје Боже. Ги чекаме првите репрезентативци од таму. Па можам да кажам дека ова година за прв пат од нашиот проект веќе имаме играчи во Пионерска лига кои што играа завршни турнири, беа во освоија титула. Тоа не е наш момент да ние се фалиме со тоа, затоа што Ракомет за секое дете не е проект што произведува репрезентативци, сакаме да произведиме нормални луѓе, а дел од нив нормално ќе играат и Ракомет. Благодарност уште еднаш. Ви благодарим на поканата. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешниот Аргумент Плюс. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте и ви посакувам пријатна вечер.